Сме назад, како што кажавме, по вестите се враќаме во живо. А тие минути по 16 часот се исто така резервирани за нашите Skype пријатели низ светот, така е? Апсолутно. Ова е време резервирано за тоа. Така. Го немаме Груевски на Skype. Не го обезбедивме, но затоа го имаме. Да, имаме мој пријател кој што не сум го видела многу одамна, но информацијата која ме натера да го побараме, видиме и слушнеме, беше информација која што кажа дека на еден голем настан, организиран од модната дизајнерка Дона Каран, ни повеќе ни помалку се пиеле македонски вина. И потоа се потрудивме да видиме кој стои за оваа идеја и свативме дека за оваа идеја стои агенција од Нью Йорк, маркетинг агенција која се вика Creative House. А собственик на таа агенција е човекот за кој ви велам дека не сум го видела многу години, знаев дека е заминат, а се вика Мики Павлов. Мики, овде е добар ден. Да, добар ден. Добар ден, овде е добро утро. Така. Мики е во Нью Йорк. Така е. Колку време е Мики во Нью Йорк? Па веќе повеќе од 2 години се направија. Од септември 2016 сум тука. Дојдов со цел, како што знаете, не знам, а не уствари колку знаете, Creative House во Македонија е моја агенција, исто така Digital Star, видеофилмска продукција. Со тоа се бавам цел живот. Бевме заедно колеги во Сител на времето. Така е. И така, Creative House започна во првиот бран дигитален на маркетингот. Бевме доста фокусирани, доста посветени, направивме рано големи успеси. Нашите клиенти и ден денес се топ 200 македонски компании и познати светски регионални компании во нашиот регион во Европа. И тука во Нью Йорк решив дека е тоа шанса. Исто така разбрав дека нема македонска маркетинг агенција која успеала да отвори канцеларии надвор од балкански простори. И уште еден предизвик повеќе. Знаев дека имаме ноу-хау, дека имаме технологија за да се надпреваруваме на глобално ниво. Во Нью Йорк се заљубив 2002 кога дојдов тука прв пат. Енергијата, луѓето кои ги запознав тогаш го направија тоа и кажав дека еден ден ќе се вратам тука професионално да се вклучам. И времето созреа, 2006, како што кажав, септември дојдов тука и почнав од нула, буквално. Бога ми за 2 години одличен успех може да се каже, но она што го спомена и на почетокот Анита, главната информација која што со огромно задоволство ја примивме, а еве да ни раскажеш малку повеќе како успеа всушност да го собереш американскиот jet set да ги дегустира македонските вина во Нью Йорк. Лесно, уствари јас не морам да ги соберам, Дона Каран ги собра. Да. Добро и тоа. Меѓутоа сепак како ја убеди Дона. Да, сепак имаш и ти влијание. Да. Дона Каран ја убедивме ние од Creative House. Јас овдека кога дојдов уште 2016 станав прво член на New York Marketing Association. Тоа е маркетинг асоциација која има над 3000 членови, над 500 маркетинг агенции и во меѓувреме исто станав како извршен борд мембер на асоциацијата. Страшно добро се поврзав со маркетинг комјунитито во Нью Йорк, кој ми отвара страшни потенцијали и конекции. Не беше тешко. Значи, за нас во моментот работи вајс-президент на Macy's околу 20 години, Елина Казан.
работат некои други луѓе, Изабела Вонг, која исто бордот на Marketing Association, кои се одлично поврзани, и уште неколку други луѓе, и не беше тешко. Сите да кажам, предизвици што си ги задаваме, ја мислам дека можеме да ги оствариме. Маркетинг пазарот е секаде интересен, нели во овој случај овде работиш исто толку успешно, твојата агенција работи исто толку успешно, но ти одлучуваш сепак да одиш чекор понатаму и Њу Йорк да биде твојата следна дестинација. И сега, бидејќи нашиот пазар е многу мал, фала Богу, мали се и буџетите кои што овде ги има светот на маркетингот, и овде нели повеќе или помалку во тој свет може да функционираат и пријателските врски, нели секој го знае, па ќе добие клиент, па ќе го изгуби, ќе го добие следниот и така натаму. Колку беше лесно или тешко ете на таков еден пазар каде што, како што велиш, ниту познавав некој, почнав од нула и така натаму, да буквално се докажеш за толку кусо време? Точно е тоа дека е Македонија мал пазар, дека овде е поголем пазар, ама во основа пак се сведува на истото, само што е многу поголем пазарот, многу поголема конкуренцијата, ама многу повеќе клиенти има. Така да пак се сведува на истата логика. Јас се фокусирав на тој дел. Тоа е, бидејќи тој дел ми беше слабост кога дојдов, се фокусирав на тој дел. Мислам дека сега веќе сум на некој ниво кое е доста добро. И имаме добри конекции, имаме и добри клиенти веќе, имаме $1 billion инвеститорска компанија од Wall Street, например, имаме real estate, имаме construction компанија, имаме една компанија која има амбиции да биде Disney, да биде новиот Disney. Значи, така, доста интересно. Колку често за овие 2 години се враќаш во Македонија? Па се враќав многу често, се враќав да кажеме на 3 месеци и седев отприлика по 3-4 недели. Само на вистина станува тешко, бидејќи тука се зголемува бројот на клиентите и тоа отсуство се одразуваше тука, па решив малку да ги редуцирам доаѓањата, ама се уште е често. Одлично. Така, Јана? Да, и со оглед на тоа што самиот напомена дека ете си се заљубил во Њу Йорк, претпоставуваме дека сигурно, особено нели сега со сите успеси на твојата маркетинг агенција која што ги постигнуваш, меѓутоа она прашање што им го поставуваме на сите наши Skype гости, ако може така да се каже, доаѓаш често тука, но што најмногу ти недостига од Македонија таму? Тоа не се сваќа. Па се недостига. Значи целиот живот што беше таму, најповеќе пријателите и луѓето кои ми беа драги. Тоа најмногу недостига. Исто така некои навики, омилени места за кафе, за ручек и така. Дали се обиде да им најдеш замена некаква на сите овие работи кои што те недостасуваат? Нема шанси вистински да најдеш замена, едноставно си зафатен, едноставно имаш други луѓе со кои те врзуваат интереси, те врзуваат заеднички работи, бизнис, можеби хоби и така натаму, и тие луѓе стануваат драги исто така, ама тоа не значи дека другите не фалат. Така е. Јас те познавам и се уште си очигледно голем воркохолик. Ти уште кога беше многу помлад зуеше како како пчела на секаде те имаше и се сеќавам на лик на кој што никогаш ништо не му беше тешко. Од тоа што можам да видам, се уште така функционираш. Дали си малку можеби уморен? Уморен? Не сум уморен. Уморен сум можеби, не знам, кога немам доволно време да спијам, ама генерално не сум. Мислам, знам дека маратон треба да се трче и сум спремен.
Да. Секогаш Но спремен. и сигурно работата те исполнува. Мики е од оние родени спремни, како е. Мики, ти благодариме за ова кратко скајп дружење. Се надевам дека во следна прилика ќе бидеш ти тој кој што ќе ни извести за некој собствен успех. Не мора да прочитаме некаде за тоа што направила Creative House надвор од границите на Македонија. Ќе ни биде задоволство повторно да се дружиме и на сите скајп пријатели што им велиме кога ќе дојдете следниот пат во Македонија, да се обидеме да се дружиме и во живо овде во нашето студио, затоа што сите имате приказни што заслужуваат внимание. Супер звучи обавезно. Така е. Мики, има убав ден. Да, со оглед на тоа што сега ти започнува, Да. ние те поздравуваме и секако уште еднаш благодариме за овој разговор. Поздрав. Ви благодарам. Поздрав. Ви благодарам. Така, Јана, во продолжение имаме со имаме акцијата вторија на 1 ТВ, и Тинекс. Веќе влегуваме во четвртата недела, ако не се лажам, на нашата хуманитарна акција во која што 1 ТВ и Тинекс донираат на социјално загрозените семејства. Нашата колешка Ива Трајковска го подготви овој пат прилогот, односно го забележавме со камера посетата на луѓето од Тинекс и секако нашата екипа на семејството Ѓоргиевски, поточно мајката Верица и незиниот син Стојанче, кои што ја добија неопходната помош и секако парични средства и средства од маркетите на Тинекс, кои што ќе им помогнат барем во наредниот 1 месец. Да го погледнеме прилогот на колешката Ива Трајковска. Јас сум Верица од Илинден, живеам со мојот син, примање имаме од нега, 4300, сега 4400, болни сме двајцата, а тој од мали нозе, така речено од роѓење е болен. И не можам да излезам накрај, значи јас немам прилика да работам, го чувам него и до ден денеска јас го бричам, го бањам, го одгледувам, значи не сум таа мајка да го дадам некаде, например по установа или било каде, сакам од државата ми помогне нешто за дома за да го одгледувам детево, а не сакам да го дадам на никого. Значи таа мака моја од крај е така, од почеток па до ден денеска. Јас имам проблем со видот, 40% само видно поле имам. Операција правев и на тумор на стомак. Исто и оне правим операција, оне со тешка физичка и психичка попреченост син ми Стојанче. И бараме ако може нешто да ни се помогне, што цел живот вака живееме во беда и сиромаштија. Поплава не фати, 79-та, се не уништи. Сега исто оваа поплава се не уништи, значи нема крај на проблемите наши и на болките. И не знам како сама да се справам. Без дрва седиме, без ништо, без... Не знам и што да кажам самата. Болни сме двајцата, нема кој да не гледа, едва и јас се движам, понекогаш со стапче, понекогаш така, значи зависи. А он е тотално уништен. Он е со тешка физичка и психичка попреченост. И не знам друго што да кажам, значи се гледа тоа дека катастрофа сме двајцата. Што би ви
било најнеопходно? Кога станува збор за зимава? За зимава, значи, обично за лекови многу пиеме, целата нега оди за лекови, а и нема ни не стига, значи пак на друго волко треба пак операција да правам, ама со кој пари ќе ги правам? Не гледам. Значи, еве вас ве гледам како ни измагува. И дали ќе ги извадам на очариве? Исто ми се паѓа, дали ќе ги ставам? Исто, значи. Еве се познава окото. Таму ми пишува, значи, диагноза дека кредослепување. Кова, не знам, од нервоза, од така сама што се саклетувам. Не спијам со ноќеви, со плачење легнувам, со плачење станувам, со болки легнувам, со болки станувам, ама нема кој да ми помогне. Значи, од Тинекс многу сум благодарна, сакам да кажам и тоа. Со господја Сонја се слушав често пати ми помагаа они и многу сум благодарна да се живи и здрави. Ќе ги спомнам и господин Трипон и он многу ми помогна, значи за патосот што го стави, бевме тотално на земја. Значи тоа не уништи влагата скроз не уништи. Од поплавите? Од поплавите, двете што не фатиле, значи 79-та и сега оваа што беше поплава. Е сега за финансиски, дали може некој да ни помогне или не може, не знам. Секој си ја гледа својата работа, секој си гледа за себе. Народот гледам дека секој се жали, секој нема кој на кого да помогнеме. Јас имам сестри, ама тие мене не може да ми помогнат. Не може да ми помогнат. Тие со ниска пензија едната, другите, ако она ме сака, значи зетот не ме сака, тоа е нормално. И не знам што да кажам.